Почитувани, денеска им ги врачивме клучевите од новите комбајни со сецкалици за ориз на Сладјана, Благојче, Орце и Валери. Тие од овде ќе си заминат со новите модерни комбајни, со кои ќе го модернизираат и ќе си го олеснат своето производство. Им посакувам да имаат многу успешни жетви и богат род од нивните оризови полиња. Ова се само 4 комбајни од вкупно 25, кои што се одобрени и склучени договори на последниот јавен повик кој што беше објавен минатата година. А право на учество имаа сите земјоделци кои што произведуваат ориз со површина од минимум 1 хектар. Вкупната вредност на оваа набавка е околу 500.000 евра, од кои повеќе од половина се кофинансирани преку програмата за рурален развој, односно преку мерката инвестиции во модернизација на земјоделските стопанства. Во следниот период, а пред почетокот на сезоната, очекуваме да пристигнат и останатите комбајни. Со овие нови модерни комбајни, оризопроизводителите нема да имаат повеќе потреба да ги палат остатоците од оризова слама, туку со помош на нив ќе го собираат и сецкаат сето тоа. На тој начин индиректно влијаеме и во спречување на загадувањето на животната средина. И спречуваме последици предизвикани од опожарување на оризовата слама по завршувањето на самата жетва. Со овие инвестиции го поддржуваме оризопроизводството и ги мотивираме земјоделците да го произведуваат нашето бело злато, да продолжат да го зголемат производството, а ние продолжуваме со поддршката. Наскоро ќе биде објавен нов повик за набавка на специјални комбајни за ориз, во кој за прв пат ќе биде вклучена и поддршката за набавка на мобилни сушари за ориз, со што дополнително ќе придонесеме оризопроизводителите да ја зголемат ефикасноста при собирање и чување на зрното веднаш по жетвата. Овој јавен повик ќе биде распишан веднаш на почетокот на месец мај. Преку овие инвестиции влијаеме во намалувањето на производните трошоци и на загубите и помагаме во зголемувањето на квалитетот на оризопроизводството. Како Министерство, заедно со платежната агенција, продолжуваме да имплементираме мерки кои што го осовременуваат домашното земјоделство. Даваме силна поддршка и помагаме со редовно исплаќање на субвенциите, поддршка за зелена нафта, а пред некој ден на располагање ставивме нови 5722 хектари слободно земјоделско земјиште во 14 региони во државата, наменски за стратешките култури, меѓу кои и за оризот. Преку програмата за рурален развој, вчера распишавме 5 нови јавни повици со поддршка за рурална жена, набавка на трактори, силоси, мандри и опрема за тутунопроизводство. Сега е најважно да го стабилизираме и зголемиме домашното производство, но уште поважно е тоа домашно производство на крајот на сезоната да заврши во нашите домашни преработувачки капацитети. Благодарам.